Господине Џабар, сакам нешто да ти кажам. Кажи де? Ти нели ја сакаше мојата крава мозница, нели? Ја сакав. Завршија веќе тие лелекања. Готово е. Добро. И да сакав и да не ќе морав да се откажем од тоа. Уште вика. Нема, готово, заврши. Добро, нека биде така. Кажи ми ти сега, дали сакаш да ја купиш мојата крава мозница? Што ти ја продаваш твојата крава мозница? Да. Ако ја продадеш, што ќе живееш тогаш, бе? Што ќе биде со тебе тогаш? Не навлегувај во суштината на проблемот. Јас одлучив да ја продадам мојата крава мозница. Рамис, кажи ми право, ти имаш долгови, нели? Заради свадбата да не се задолжи, мислам. Ти реков да не навлегуваш, проблемите се мои. Добро. Рамис, ако сакаш, можем да ти дадам пари на заем. Џабар ефенди, јас не сакам заем. Добро. Сега ти кажи ми, дали ќе купиш мојата крава мозница или не? Може веќе ќе купам. Ако ја купиш, купи ја. Тогаш се договоривме? Се договоривме. Ајде, се договоривме. Господине Џабар, ти си многу добар пријател. Ти си многу добар, господин Рамизи, ти си. Само имам еден услов. Каков услов? Дури и во најлош случај, да не ја заколеш мојата крава. Немој така, господин Рамиз, знаеш дека сум касап? Знам, но слушни го тоа што го велам. Дури и во тешка ситуација нема да ја заколеш. Добро. Ветуваш ли? Благодарам. Да те бакнам веднаш. Ти да не побудале, ако не види некој на двор, не се кај. Дај. Не се ке не видат. Не, ке не видат. Дај, ќе те бакнам без да не видиш. Штом толку сакаш, ајде бакни ме. Ја. Само да знаеш дека покрај кравата ти го продадов и ќамуш. И ќамуш ли го продадов? И ќамуш заедно со кравата. Добро да е. Тогаш ќе направам сучук од него. Што реше ти, бе? Ми поверува. Не крижи се, господин Арамис. Додека не ти се наполат рацете, тие мене ми се доверени. Ке биде така како што ти сакаш. Без гајле. Ти благодарам. Се надевам дека додека си тука ќе биде подобро за тебе. Се надевам, сестра. Добро ќе биде, ќе видиш. Подалеку од се, ќе се одмориш. О, сестричке, остани ми со здравје. Да те бакна, мамо. Ајде, среќен пат. Внимавајте. Еј, јас не си одам, синко? Добро што ме остануваш. Синко, и таа не заминува, тука ќе престои. Зарифе нема да си оди. Добро тогаш. И ти остани. Благодарам. Ајде, Господ нека ве чува. Ајде, внимавај на себе, на миг. Така ли е? Така. Дојди ти малку, ајде. Види, тетка ти Фатма ќе престојува тука. Добро? Дедаца, добри деде. Каде е Алекс, Кирко? Во шталата. Во шталата ли е? Во шталата. Алекс? Молам, дедо. Да не беше толку глупав? Ќе ти ја смачкав таа твоја глава како на змија. Дедо? Молчи! Не зборувај. Слушај ме. Немој, дедо. Ке се ожениш со Софи. Керката на млекарот ќе ја извадиш од тоа твое глупаво срце. И од паметот. Со кое право на луѓето им создаваш толку голема болка, бе? Гледаш и јас страдам, дедо. Молчи! Послушај ме. Поради тебе девојката сакала да се самоубие. Ти си причината што никој не купува млеко од Рамис. Поради тебе не може да си го исплата долгот. Има само една крава и таа ќе ја продаде поради тебе. Уште што да ти кажам тебе, ме море? Уште што? Ке се ожени со Софи и толку.
И ти со твојата љубов ќе направиш да ја заборави саканата. Девојчиња мои, дојдете. Добре ве најдов, девојчиња. Добре дојде, татичко. Добре ве најдов, Хатидже. Добре дојде, Рамизана. Добре ве најдов. Нека е за добро, тато. Зошто дојде толку рано? Не, ништо. Не сум расположен за работа. Господине Петрус, добро дојдовте дома, повелете, влезете внатре, влезете, Сега не ајде. можам да влезам. Во чест на еден многу значаен гостин, вечерва овде ќе дојдеме да славиме. Многу ве ценам, господине Петрус. Кој е овој значаен гостин? Господиот Абдул, синот на битолскиот Валија, Маскарпаша. О, синот на Валијата, повелете. Вие направете ги потребните подготовки. Немојте да пуштате никого внатре. Ние ќе дојдеме преправени, никој не сме да знае за ова. Се разбира, господине Петрус, ќе направам се што ќе Ајде, посакате. се стори како што се договоривме, Велефтери, немој да ме засрамиш пред гостинот. Ајде. Тато Рамис! Тато Рамис! Тато Рамис! Тато Рамис! Кај отишол овој човек? Вахиде, зошто не одиш побавно? Ќе се измориш, долг е патот. Јас никогаш нема да се изморам, ама ако речеш јас се изморив забави малку, тоа е веќе друго. Вахиде, застани малку. Ајде да седнеме тука. Имам нешто да ти кажам. Не сакам. Ама важно е. Реков не сакам. Добро, сослушаме, ќе сватиш. Ама преку глава ми е дојдено. Повеќе немам време да ги слушам твоите приказни и лаги, верувај ми. Тврдоглава. Дивокозот песочен. Знам што треба да сторам. Хатидже! 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 Што се случува, Хасан? Хатидже! Јас го барам тато Рамис. Јас сум многу загрижен за него. Многу е чуден. Блесокот од неговата насмевка исчезна. Се згрбави. Очите некако му гледаат во празно. Хасан! А знаеш ли што се случи? Денес се сретнав со кајмакамот. О, како си, Хасан? Ме праша. Јас сум добро. Ти како си? Го прашав. Ми рече како е Рамис, му реков многу лошо. Што рече ти, бре, што рече? Татко Рамис се сретнав со кајмакамот Дилавер. Му кажав дека тато Рамис е потонат во долгови. Му реков, ако може да разговара со еснафите, да го продолжат твојот долг. Ми рече да не се грижам дека ќе разговара со еснафите, ќе го продолжат неговиот долг. Но само тој да не дознае. Не бев посрамотен уште пред пријателот Кајмакам. И тоа го стори. Пред него ти ме посрамоти. Ќе те задавам, ќе те задавам. Татичко! Да! Рамза! Ќе волите. Што се случи, Мустафа Паша? Каков паша бе, не се глупирај. Изгледа си ја шинав ногата. Дај да видам. Не си ја шинал ногата, не си ја шинал ништо не, ајде. Што значи дека не сум ја шинал, бе? Ти ли знаеш подобро од мене? Јас сум лекар. Ова ќе врне. Ќе врне. А ти си уживкаш, лека, полека. Можно и снег да паѓа, да не е срамота. Не, вистина. Дојди. Што? Што, Вахиде? Не можам да одам вака. Што да правам јас, бе? Да не сакаш да те носам на грб? Па нема да биде лошо. Дојди. Ајде помогни ми.
Да одиме дори до таму. Може би ќе најдеме некој за солниште. Боже, боже. Добра, ајде. Оди. Полека. Повели, татичко, спремна е масата. Јас нема да јадам со твојот маш. Ајде, татичко, заради мене. Види и децата огладнеа. Без тебе никој од нас нема да јаде. Така е, чичко Рамис, нема да јадеме. Нема да јадеме. Ќе дојдам, но ова е поради Мерием и децата. Повелете, Рамизага. Ајде да видиме. Ти седни тука. Тато, Благодарам. Јас знаев што ќе ми дојде на глава, ќе ми се случи. Поради тоа реков, Намик, остани. Не треба да доаѓаш, реков. Гледаш дека не знаеш да одиш на прав пат. На прав пат си ја шина ногата. Бе, Намик. Баксус, Намик. Престани да ме викаш Намик. Моето име е Мустафа. И цело време само мелеш. Како ќе одиш на овој дошт, а? Господине, ќе одевме, јас ќе одев. Ќе одеш. Ќе одев, бе. Аха, браво, ќе одеш. Ќе одев. Што правиш сега? Што правам? Што? Да се замрзнам ли? Аман! Немој да се смрзнеш, после ќе се разболиш. Осетливиот Намик, нежниот Намик. Тука има дрва. Ќе ги запалиме и ќе се стоплиме. Ќе замолчиш ли веќе? Па запали го огнот ако знаеш да го запалиш. Мама, Кажи. ова ме голта со поглед. Намик, синко. Молам, што зборуваш? Намик, синко. Тебе ти зборувам. Јас ти реков молам? Реков што зборуваш? Срамота е, синко. Немој така да ја гледаш. Твоето име Зарифе ли е? Таа се вика Зарифе, а јас сум Фатма. Ти се викаш Намик, Видете што направив. Мамо, оваа девојка е многу убава. Да ја земеме за мене. Немој, синко, немој така да правиш. Ајде, јади си го јадењето. Твоето име Зарифе ли е? Тебе ќе те земам јас. Мамо. Ништо не. Не обрнувај внимание. Изеди го јадењето. Ајде, рацете да ти се позлатат. Ајде, деца, касно е. Станувајте. Ајде, станете и вие, ајде. Трче. Повели, татичко. Од каде излегува овие? Сокрив една шиша, што остана од свадбата. Да пиете заедно со Хасан. Јас нема да пијам со твојот маш, Ајде, прости ми, тато Рамис. Ајде, за твое здравје. Ајде, татичко, те молам. Ова е само заради Хатиџе. Ајде. Леле, стај уште една. Ставим. Надвор како врне, како со кофа некој да истура. Поради тебе? Што ќе правиме сега? Поради мене. Што ќе правиме сега? Ќе чекаме до утре. Не може, татко ми ќе умре од грижа. Гледаш дека немаме друг излез, Вахиде. Не можеме да излеземе на вакво време. Вахиде, Немој да отвараш таа тема, не сакам да те слушам, ти кажав. немаш друг избор, ќе слушаш. Не сакам повеќе да те слушам и точка. А што ќе правиш? Ќе излезеш надвор на овој дожд додека јас зборувам или ќе си ги затвориш ушите? Немој да ме присилиш. Слушај, помеѓу мене и Марија си ги затна ушите. Не сакам да слушам. Со Марија само... Не сакам да слушам, остави ме!
Марија ми помагаше со четите. Ми информираше само за нив. Марија е роднина со еден од нив. И ми даваш информација за нивните напади. Зошто тебе да ти информира? Кој си па ти? Јас сум маскираниот човек. Така. Толи колку е часот? Не знам, тато Рамис. Јас се загрижив за Вахиде и Мустафа. Се плашам да не им се случило нешто. Што ќе им се случи, тато Рамис? Зошто се загрижи? Со незе е Мустафа маскираниот. Да, вистина, вистина. Ајде, одиме. Каде, тато? Каде мислиш дека ќе одиме? Да ги најдеме Вахиде и Мустафа. Татичко, што ќе правите по оваа темница? Да не полудевте? Не полудев, јас и онака сум луд. Тргни. Ајде. Ајде. Бидете внимателни. Бато те молам, Не внимавај. грижи се, ништо нема да се случи. Зошто да ти верувам тебе? А? Ти само лажеш, а? Ова е најдоброто што го најде. Ми се допадна ова, да. Браво. Според мене ова е најдоброто. Се сеќаваш ли пред некое време кога цел ден ме баравте надвор? Се сеќаваш? Веднаш после настанот кога тебе те. И? Ете тогаш ме грабна луѓето на Димитри. Ме однесува на планина кај Димитри. Сакаа да се одмаздат. Поставија две лица да ме пазат, за да ме убијат. Тргнаа на пат кон селото, кое сакаа да го нападнат. Се ослободив и тргнав по нив. Го сокрив лицето и отидов каде што сакаа да нападнат. Убаво. Јас пукав кон нив. Некои умреа, други беа повредени. Се растурија на сите страни. И после што се случи? Потоа јас отидов по еден од нив. Го следев до дома и влегов во неговиот дом. Да не сте мрднале! Куќата беше на Ива. Пушти го оружјето. Натре беше жена му и дете. Рацете подалеку од оружјето. И Марија. Мојата намера беше да го убијам Иван. Ама кога ја видов жена му и детето, не можев. Кога излегов надвор, превезот од лицето ми падна. Марија ме виде надвор. Потоа дојде во чаршијата и ме најде. Почна да ми известува за нападите на четата. Се додека Димитри не ни постави стапица, кога изврши напад на свадбата. Значи ти ја спаси сестра ми од рацете на Димитри? Да. Јас бев тој што ти ја зема пушката и што ги извади куршумите од неа. Еве вака, ги ококори твоите прекрасни очи. Се сеќаваш ли? Вахиде, во моето срце освен тебе, нема место за никоја друга. Значи мене ме измами, а? Се поигра со мене. Барем се смееше ли многу? А што да правам? И ти немој постојано да ме вознемируваш. Колку пати ти кажав? Јас не сум плашливец. Вахиде! Мустафа! Тато Рамис. Молам. Каде сме ние? Јас велам каде сме, ти велиш каде сме.
Ти мене кажи ми каде сме. Тато Рамис, ние изгледа се изгубивме. А, ете, ако излезеш на пат со лут, ќе се изгубиш. Се е поради тебе. Поради мене? Да. Јас, Хасан, ти реков да одиме навака. Ти ми рече не, тато Рамис, дај да одиме натаму. Ти реков, Хасан, да не одиме натака. Не, тато Рамис, ми рече навака да одиме. Срамота е, тато Рамис. Ти рече натака да одиме и јас реков натака да одиме. Ти така одејќи... Тато Рамис. Молам, Хасан. Тато Рамис. Молам, Хасан. Дали ја гледаш онаа сенка од спротива? Ја видов. На што ти личи? Не можам да препознам. Дали е можно да биде мечка? Не е мечка, Хасан. Мечка е, тато Рамис. Доаѓа кај нас. Жи ми се доаѓа. Мечка е. Да се преправаме дека не ја гледаме, може и таа нема да не види. Но не виде. Бегај, Хасан, бегај! Господе! Трчај, Хасан! Чувај ме! Чувај ме да си ја видам Хатиџе! Ги видам мезе на мечката! Мезе на мечката ги видам! А ти грижи се добро за мојата Хатиџе. Добро, ајде пријатно, тато Рамис! Чекај ме! Мене ќе ме оставиш како мамка на мечките! Тато Рамис! Тато Рамис! Се спасивме, тато Рамис! Една куќа, видов една куќа, трчај! Трчај, Хасан, трчај! Тропни на вратата! Тропни силно! Дојда! Пристигна господинот Абдул, синот на Валијата. Соберете се, девојки, што чекате? Ајде! Ела ваму, ајде. Тропни посилно, бе, Хасан! Мечката може во секое време да излезе од било каде! Тато Рамис, сакаш ли мечката да ти отвори вратата? Гризни си го јазикот! Тропни на вратата! Не можам да поверувам, девојки, вие сте богатство или калугерки? Вака е подобро. Ајде бе, девојки, почнете со музиката, што чекате? Ајде, доаѓам. О, кого гледам јас, дојде многу згодниот господин. Хасан, што е? Не знам, тато. Повелете, влезете, дојди згоден господине, ајде. Хасан! Што се однесуваш така добро со мојот син? Не можам да поверувам, паша, почестени сме. Препуштете се на рацете на Велефтери, сребрениот гердан. Повелете. Ајде, девојки, играјте, ајде. Вие паша ли рековте? Каков паша, Керко? Керко, ја насмеавте, Велефтери, паша? Те насмеав ли? Јас ли те насмеав? Види колку убаво зборувате со наш диалект. Така е. Јас убаво зборувам. Што се случува тука, тато Рамис, јас ништо не разбирам. И јас не разбрав. Од каде излегува овие девојки? Се извинувам, господјо, со сребрен гердан. Всушност, нашата главна причина што дојдовме тука е дека ние навики ваките излеговме да ги вараме во шума. Наеднаш пред нас се појави една мечка. Мечка ли? Пред нас се појави мечка, висока 2 аршина. Рацете бие влакнести. Влакнести? Ми се допаѓа маж со влакнести раце, дајте да видам. Ама не моите раце, рацете на мечката. Мои 5, една нејзина. Паша, немојте да плашите вашата Велефтери. И ние се исплашивме, многу се исплашивме. Душата ни дојде во носот. Душата ли? Земи го мојот живот, но дај ми ја душата. Душо. Не може така, господјо. Каков збор е тоа? Паша, ако сакате, можете да одите во вашата соба.
Во нашата соба? Во вашата соба, Паша? Која соба? Во собата за љубов? Хасан, дојди. Хасан. Хасан, во оваа куќа има соба за љубов, разбрали? Не разбрав. Има и соба за заведување, сега разбрали? Ни сега не разбрав. И љубов за заведување, разбрали? А, сега дури разбрав, тато. Сега разбрав. Господјо Сребрен Гердан, не можеме да ви се наситиме, но мора да си заминеме од тука. Само што дојдовте, нема да ве оставам да заминете, само што почнавме, Паша. Повторно ќе наминеме, ние повторно ќе дојдеме. Ќе дојдеме, ветувам. Ти давам машки збор, ќе дојдеме. Не ве оставам да заминете, го најдовме принцот на нашето срце. Хасан, слушна ли, ми рече принцот на моето срце? Ние сме женети. Да. Што се случува? Отворете ја вратата во името на законот. Што рече ој? Тој рече во името на законот. Хасан не пристисна! Уште на вакво место да не најдат. И тоа ли се случи? Направете нешто, Маскар Паша. Што? Каде е Маскар Паша? Па нели вие сте Маскар Паша, битолскиот валија, направете нешто, испратете ги вашите луѓе. Не сум. Не разбирам. Не сум. Јас сум Рамис, млекар од Рамис. Ова е Хасан, мојот зет. Јас сум кројач Хасан. Рација, девојки! Ти кој да не мрда, дигнете ги рацете горе. Кројачу Хасан. Јас сум. Господине Рамис. Джезми, командиру, добре дојдовте. Повели. Ајде сега тука да ви дојде паметот во глава. Вие женкари ни заедни. Ние не сме женкари. Види, ние само ги баравме на Амик и Вахиде. Во шумата ни излезе една мечка многу висока. Рацете беа влакнести. Рацете беа влакнести. Едва влеговме во таа куќа. Тишина! Но зошто не разбираш, командире? Татко ми Рамис ја зборува вистината. Реков замолчете. Женкари ни заедни. Ете, станавме и женкари. Сигурен сум дека многу убаво ќе си поминете, господине. Ајде да видиме. Будала ли си ти? Една работа не успеа да завршиш. Сигурно нешто им се случило. Полека, Хатидже, зошто размислуваш така? Од синоќа не се вратени. Сигурно нешто им се случило. Дадо, каде е тато? Мамо, каде е Војче? Каде е дедо Рамис? Оваа работа не може вака. Јас повеќе не можам да издржам. Ниту јас. Ајде да одиме, ајде. Ајде, сите надвор, ајде. Вахиде, добро ли си? Да не се измори. Ти добар си? Добро сум јас. Како никогаш до сега. Викнете ги. Донесете ги.
Влези. Господине Кајмакаме, надвор има многу луѓе. Хатидже, ќерката на млекарот, Мерием, сестрата на кројачот и еден куп деца има надвор. Ајде. Деца, почекајте. Оставете ги децата, не проблем. Господине Кајмака, многу се извинуваме, но не можевме да издржиме. Што се случило, Хатидже? Не можевме да ги најдеме Хасан и татко ми. Не знаевме каде да одиме и затоа дојдовме кај вас, господине. Добро сте направиле. Да не им се случило нешто на двајцата? Рамис, добро, смири се. Јас ќе проверам кај командирот Джезми, можеби тој знае нешто, веднаш се враќам. Се загрижив, не можам да издржам. Ајде, деца. Чичко Рамис? Хасан? Добро утро, господин Кајмакам. Добро утро, Джезми командире. Татичко? Хатидже. Хасан? Бато, добар си? Што се случи, командире? Зошто се тука Чичко Рамис и Хасан? Зошто? Немој да кажеш. Господине Кајмакам, командире, после ова јас не очекував ваков потек од ваша страна. Кажете ми, сега поради која причина се тука? господине Кајмакам, жени. Какви жени, командире? Ви наредувам да кажете. Господине Кајмакам, овие двајца ги фатиме во бордел. Се забавува со некои жени. Во бордел? Значи така, командире Джезми. Да. Убаво. Чичко Рамис? Молам. Хасан? Татичко? Не. Бато? Хасан? Не. Не е така како што изгледа. беше така. Не. Засрамете се. Сакавме да ги бараме Вахиде и Мустафа. Тргнете се! Кучиња едни! Ке те убијам, ти реков! Вахиде? Војници напред! Вахиде, добро ли си?
Софи, Повели, Алекс. сакам да се венчаме. Што? Му благодарам на Господ. Многу ви благодарам, дедо Аца. Ви ветувам дека се ќе направам. Алекс да заборави се што му се случило. Ќе бидеш трпелива, Керко. Ќе бидеш трпелива. Ќе му дадеш малку време. Секако ќе заборави, Керко. Со тек на време се ќе заборави. Прости ми, Зарифе. Морам да го направам ова. Прости ми. Зарифе? Зарифе, знам дека не спиеш. Не е убаво ова што го правиш. Се што правиш, правиш обратно. Зарифе, моја убава ќерко, ти колку бргу порасна вака? Како вчера да беше кога ти ја галев косата за да заспиеш, а сега повторно ти ја галам косата за да те тешам. Мила ќерко моја. Зарифе, види. Господ ни дал срце на нас. А зошто ни дал? За да се сакаме. Господ ни дал и памет. А зошто ни дал? За да мислиме со него. Ти ги имаш двете, бе, ќерко. Ајде сега размисли со двете. Еве сега ти да не беше. Што ќе правеа мајка ти, татко ти и сестрите? Што ќе правеа, Зарифе? Ете, Зарифе, да речеме да се случеше нешто многу лошо. Господ да не даде да умреше. Знаеш ли што ќе се случеше, Зарифе? Знаеш ли, ќерко моја убава? Јас знам. Јас ќе умрев заедно со тебе. И татко ти ќе умреше. И Вахиде ќе умреше. Што и да ти се случеше тебе, и нас истото ни се случува, ќерко. Ти ако живееш, и ние ќе живееме. Да не даде Господ ти да умреш. И ние ќе умреме, ќерко. Ох, ќерко моја. Уф, душо моја. Ох, ќерко моја. Душо моја.